Филип Панов од Кавадарци е млад тенисер, роден е 2007 година. Со тенис се занимава од својата 5-годишна возраст, на почетокот со така наречениот зелен тенис, а сега по успесите кои ги постигнал регуларен тенис. Го посетивме деновиве на еден негов тренинг во Кавадарци на спортските терени на Црна река. Разговаравме со неговиот родител, со неговиот тренер и нормално со него. Бранко Трајковски Сачмо го праша за многу работи од неговиот живот во кој постигна многу што се однесува за тенисот. Карактеристично за него да кажеме дека од 3 февруари ова година е првак на Македонија за возрасти до 11 години. Инаку во моментов е четврто пласиран во Македонија во јуниорска конкуренција до 12 години. Има многу што да разговараме со овој млад, надежен тенисер. Еве го разговорот со него и прилогот што го подготвивме во Кавадарци. Пред неполни 2 години најавивме дека Филип Панов е еден од поголемите таленти во нашиот град, па еве после година и пол навраќаме повторно на тениските терени кај спортската сала Јасмин, во тенискиот клуб Црна река, повторно да видиме што има ново во однос на талентираното момче Филип Панов. Ќе ни кажеш ли што имаш до сега освоено? До сега имам освоено многу први места, имам и второ место освоено, трето место. Ти наполни 11 години. Од категоријата зелен тенис сега премина во регуларен тенис. Што значи тоа? Тоа значи дека сега ќе играм со поголеми деца. Така. Пред 2 недели настапуваше на еден меѓународен турнир во Албанија, во Тирана. Што постигна таму? Таму играв финали и изгубив и освоив второ место. Исто и второто место е голем успех. Што ќе му порачаш на твоите другарчиња за овој спорт? Јас на моите другарчиња сакам да му порачам да тренира тенис, бидејќи е многу убав спорт. Од кога имаш најголемата поддршка во тенисот? Најголемата поддршка имам од моите родители, а исто така и од клубот што учествува. Од мојот тренер Златко Блажевски. Дали имаш свој идол? Да, имам. Мојот идол е Роџер Федерер. Најдобриот? Да. Слушнавме дека имаш посебен рекет кој ти е донесен од Соединетите Американски држави. За каков рекет станува збор? Станува збор за рекет Вилсон кој што игра Роџер Федерер. Ако не е тајна, кој ти го поклони? Мојата тетка од Америка. Која живее таму? Да. Гледаме дека напорно тренираш. Како пристигнуваш да тренираш, а исто така и да посетуваш настава? Тренирам околу секој ден. Имаш ли дополнителни тренинзи? Да, имам. Одам и на кондициони, исто така и на англиски по курс, таму учам. Така, значи имаш добар распоред на времето? Да. Несомнено дека Филип Панов е еден голем талент во кавадаречкиот тенис, па и македонскиот, затоа што во последниот ранг листа е на 4-то место во категоријата регуларен тенис, но оние рамки каде што се надлежни клубот и неговото семејство веќе се надминати. Знаеме дека тенисот е скап спорт и дека потребни се парични средства и спонзорирање од некои наши фактори. Се надеваме дека локалната самоуправа и некои спонзори ќе испаднат во пресред на талентот на Филип Панов и дека и на меѓународна сцена Филип Панов ќе бележи големи успеси. Разговараме со тренерот, лиценцираниот тренер на тенискиот клуб Црна река, Златко Блажевски. Гледаме дека се работи за едно талентирано младо момче. Пред неполни 2 години зборувавме за Филип Панов. Каква е моменталната ситуација со неговите игри, а исто така и во тенискиот клуб Црна река? Така, значи моменталната состојба е уште подобра од пред 2 години, затоа што Филип веќе почнува да постигува резултати кои што се несомнено многу успешни. Тој успешно играше во портокалов тенис пред 2 години, таму беше меѓу првите тројца во Македонија. Ланска сезона играше до 11 години зелен тенис, каде што заврши
на прво место, да, на првата позиција, значи зборуваме за во рангот до Македонија. Така. И сега, значи оваа година настапи на 3 турнири, каде што веќе одма се виде, веќе на вториот турнир тој стигна до финале, загуби во финале, меѓутоа имаше добар противник и освои второ место. Исто така сега пред една недела освои повторно второ место. Сето тоа кажува дека е голем талент и треба да се работи. На меѓународниот турнир во Тирана и уште едно младо момче од тенискиот клуб Црна река, тоа е Павел Мукаетов, го освои првото место во категорија до 11 години. Да, значи таму беа како надежни таленти од кавадарци, беа испратени Филип Панов и Павел Мукаетов. Павел Мукаетов во категорија до 11 години и Филип Панов во категорија до 12 години, каде што постигнаа сосема забележителни резултати. Тоа е развоен турнир таму. Имаше учесници од Албанија, Косово и од Македонија. Павел го постигна првото место, успеа да го освои тој турнир, што е голем успех и поттик за него. Исто и забележителен успех е и на Филип, затоа што таму е конкуренцијата поголема, појака. Така, има го освои второто место. Дечиња, да, таму. Кога спомнав вашата лиценца, за каква лиценца станува збор? Да, тоа е лиценца ITF Level 1 и се надевам дека оваа година ќе ја земам и ITF Level 2. Порака до младите момчиња и девојчиња во однос на тениската игра? Па, порака е да спортуваат, да играат, може да дојдат во било кое време да играат тенис, макар и рекреативно, не мора да биде тоа надпреварувачки. Меѓутоа, главно е да спортуваат, било кој спорт, не само тенис. Еве сега јас зборувам за тенис, прекрасен спорт, може да добијат големи бенефиции од тенисот. Еве ви како лиценциран тренер, што предлагате во идните активности на младиот Филип Панов? Во која насока да се движат неговите активности? Да, значи има план и програма направена за следната година веќе, каде што тој треба да игра и веќе турнири до 14 години. Главно ќе биде да тој испадне надвор од државата, значи да ги играат тие тенис Европ турнири, ги има 2 во Македонија и барем на 5 до 6 турнира мора да испадне во соседните земји, како што е Србија, Бугарија, и веќе да продолжи да игра во тоа темпо. Се надевам дека ќе успее, затоа што тој има поддршка од неговите родители, ние како клуб помагаме колку што можеме, јас се залагам и тоа е најбитно во тенисот. Тој е посветен, значи посветува многу време, талентиран е. Да. Кои следни активности ги има тенискиот клуб Црна река? Па ние сега, да, позначителна активност е тенис Европ турнирот до 16 години. Кога ќе биде? Тоа започнува на 18 јуни, трае 7 дена тука и ќе има учесници од 24 до 30 држави, не знам, и е доста голем настан во кавадарци, веќе 4-та година поред се случува и ги поканувам сите љубители на тенисот и на спортот да повелат да гледаат добар тенис, добри дечиња кои што понатаму можеби ќе бидат на врвот на ATP и на WTA листа. Кога станува збор за младо талентирано момче, слушнавме и исказите на младиот Филип, на неговиот тренер Блажевски, а исто така да го слушнеме и размислувањето на неговиот родител, таткото Горан Панов. Така, значи Филип има доста работа со него, така да и ние мораме да бидеме посветени секогаш со него. Мора да бидеме до него за да дојде до овој успех. Голема благодарност до сите тренери, до Златко Блажевски, до клубот Црна река, до кондициониот тренер Сашко Илов, до спаринг партнер од Неготино Кирил Лазов. Така. А најмногу за се има заслуга мајка му, Јана. Поранешна тенисерка и сега кога е најпотребно, она е секогаш до него за тренинзи, за пред турнири. Мора да бидеме до него, да му даваме и психичка поддршка. Бевте ли вие во Албанија, во Тирана на меѓународниот турнир? Во Албанија ние не бевме со него, тој беше пратен со екипа од Битула, така да доста голем успех што повише рече постигнува и самостално почнува да се движе во тие насоки во турнири, така да мислам дека не би го постигнало на овој успех ако не сме како тим. Треба да делуваме како тим за да достигнеме
ниво. Задоволувачко ниво. Сега слушнавме дека следуваат настапи на голем број меѓународни турнери и затоа овој спорт велиме дека е скап спорт. Што размислувате, како ќе ги решите финансиските проблеми? Па најмногу ги решаваме сами, колку што можеме. Сега сакаме да одиме во Дубровник, има таму меѓународен турнир за деца од 10 до 14 години. Па ако може некој нешто да побараме поддршка од некој од локална самоуправа, нешто ако може да ни помогнат, би било добро, но ние не се откажуваме и онака секогаш максимално ќе се залагаме. Што се вели, ќе одите до крај? До крај.